некогаш тоа може да биде и само кутија за реквизити. Денес, во ерата на компјутеризација и неограничените можности на интернетот, многу е важно да се научи ученикот како да учи и да доаѓа до информации, отколку да меморира факти. Исто така, многу е важно секој ученик да се оспособи самиот да ги развие сопствените потенцијали. Компјутерите во училиштата не мора да представуваат голем проблем за наставникот. Баш напротив, многу често наставникот може со компјутерите да си помогне себе си, а и на учениците, да ги развие вештините за размислување за 21. век. Додека едни ученици работат на компјутер, наставникот во тоа време може да им се посвети индивидуално на учениците, да им објасни, да им покаже, да им помогне во сите проблеми што ги имаат. За компјутерите можам да кажам дека се многу олеснителна околност како за наставникот, така и за учениците. Како што забележувате, сите ученици можат да работат индивидуално и во групи, и тоа во сите наставни предмети. Може да истражуваат, во програмата Toolkit може да работат од интернет, може да симнуваат разни видови податоци. Бидејќи во нашето оделение има деца со различна возраст, компјутери веќе овозможуваат тие да работат сосема индивидуално по различни нивоа и категории што се за нивна соодветна возраст. Запиши си овде, значи напред 26. Сега кога ќе дојдеме до овде, сега што треба да му дадеме наредба? Да сврти. Да сврти? Не. Значи напред. Колку чекори напред? 26. 26. Добро. Потоа треба да сврти? Сврти десно. Десно. Одлично. Пред известно време во нашето училиште пристигна роботот Пипин, кој внесе многу интересна атмосфера во нашата училница. Ни ја разубави училницата и ни го направи многу поинтересен начинот на кој што постигнуваме одредени знаења и умења. Учениците почна да навлегуваат во програмирањето, чекорите со кои што треба Пипин да му дадеме наредба да работи. Исто така работиме со програмирање на ноти, значи неговата примена е широка. Го применуваме и во запознавање на околината, и во математика делиме со него. Тој е навистина многу применлив во наставата. Учениците развиваат критичко мислење на многу поинтересен начин и целите се внесени кога работат и кога истражуваат со Пипин. Кога училницата е богата со различни материјали и кога на цитовите се поставени нивните изработки, поставени се елементи кои што упатуваат на учење, како што е во математичкиот центар, таблицата на множење, етнолошкото каче кој што упатува на облеката од конкретната култура, потоа енциклопедиите, растенијето кое што се одгледува тука од страна на учениците, сето тоа всушност помага да се пренесат различни информации, а учениците да се стимулираат да постуваат нови прашања, затоа што поставените прашања веќе се затворени, но тие отвараат нови прашања. Учениците се постојано во интелектуална тензија и постојано стимулирани да прашуваат, да поставуваат прашања, да откриваат нови работи. Кога наставничката го постави прашањето сакате ли нешто да промениме, можевме да воочиме дека и им треба малку промена во училницата. Сушност можевме да забележиме подоцна кога се организираше просторот, кога се отворија 4 катчиња кои што планирала денес наставничката да ги отвори, едно поинакво однесување на поголема опуштеност кај самите ученици. Навистина многу поголем е просторот пред нив, може да работат со различни материјали и тоа што го гледат, слушаат, допираат нели веднаш и да го бележат во своите тетрадки. Исто така наставничката ни покажа како може
Клупите кои што не се користат сега, моментно, сето она што е вишок како клупа, го искористи да ги оддели качињата помеѓу себе, да ги постави ознаките за самите качиња, односно центри, и да ги постави материјалите кои што ќе се користат за самата работилница. Утринската средба ни представува најинтересен дел од денот и почеток на секој работен ден, и во тој дел од денот ние всушност разговараме, пишуваме утринска порака и ја читаме. Иако децата не знаат да читаат, се уште не пишуваат, нели некои од нив знаат да читаат, сепак визуелно ги учат веќе зборовите и буквите што ги гледаат, така што за оваа возраст тоа е користа од утринската средба. Меѓутоа, тоа е дел од денот кога се најопуштени, кога можат и помеѓу себе да разговараат, кога можат и мене да ме прашаат било што сакаат. Значи се создава една опуштена атмосфера, правиме договор за активностите во текот на денот, разговараме за се она што нив ги интересира или пак мене ме интересира, така што во иднина, како ќе растат, утринската средба ќе станува се поинтересна и поинтересна, затоа што во тој дел од денот всушност и научуваат многу работи. На оваа возраст, речеме, многу лесно ги совладуваат, ги учат деновите во неделата, месеците во годината, затоа што постојано ги повторуваме секојдневно. Понатаму временските промени ги следиме, ги кажуваме во тој дел од денот, и така да и децата со задоволство ја прифаќаат оваа утринска средба. Најчесто на почетокот на денот, кога учениците доаѓаат во училницата, треба да кажат како се расположени, како се чувствуваат, дали се одморни, свежи за работа, да си разменат убави пореки помеѓу себе, тогаш и наставникот ги воведува во она што ќе се работи во текот на денот. Создавање правила на однесување. Училницата за 21. век се разликува во многу начини од традиционалната училница. Една од круцијалните разлики е во тоа како да се однесуваат и учителот и учениците. Во традиционалната училница, учителот ги донесува правилата, а учениците ги следат, и ако ги прекршат правилата, можат да бидат казнети од страна на учителите. Учениците не се поттикнати да развијат само контрола и немаат право на избор. Во училницата која е насочена кон децата, учениците развиваат самоконтрола и прават избори, и заедно со учителот ги одредуваат правилата на однесување во училницата и учествуваат во донесувањето одлуки за тоа како да го поминат времето во текот на денот. Најдобро е кога правилата за однесување се донесуваат заедно со сите ученици. Утринската средба е одлична прилика за разговор околу тоа како треба секој да се однесува во училницата. За време на утринската средба, учителот заедно со сите деца седнува во круг и разговара за целта на правилата. Важно е учениците да започнат да ги сваќаат правилата и да разберат дека правилата, исто како и законите, се направени заради безбедноста, да ги заштитат индивидуалните права и слободи и да укажат на правилно однесување. Правилата не треба да им кажуваат на учениците што не треба да прават, туку на позитивен начин да им кажат што треба да прават. Например, врати ги работите од местото каде што си ги земал. Решавајте ги проблемите со разговор. Слушај кога зборува некој друг. Секогаш оди полека по ходникот и слично. Учителот ги донесува правилата заедно со учениците, или пак, ако учениците се повозрасни, тогаш учителот може да ги остави учениците сами да решат кои правила ќе ги донесат. Учителите треба да ги потсетат учениците дека тие треба да одберат неколку конкретни правила. Одредените правила треба да бидат запишани на голем хамер, кој ќе биде поставен на место во училницата, каде учениците лесно и јасно ќе може